Добро, пред себе благодарам на вас медиумите што дојдовте. Многу пати кога бев и носител тука во изборната единица 2 и често пати доаѓа во Куманово, спомнав дека ќе доаѓаме кога ќе нема избори, да се гледаме со граѓаните, да се гледаме со сите оние загрижени луѓе за сите проблеми што ги тештат. Но добро е денеска еве заедно и со пратеничката Дафина Стојановски, со пратеникот Бране Петрушевски, а се разбира со целосна поддршка од комитетот во Куманово, да се видиме со што повеќе луѓе, да разговараме на повеќе теми, каде што сега во овој момент имавме пред малку разговори со некои гостители тука од Куманово, потоа ќе се сретнеме и со други луѓе да разговараме за обичните проблеми, но и проблемите на фелата што ги засега. Знаете, оваа власт веќе 4 години најавува се и се што. Најавува дека толку е добро, толку е убаво во нашата земја, поготово тука исто во Куманово, каде што од секогаш се власт, дека се е розево, дека проблеми веќе нема, дека граѓаните се среќни, но не е така. Има доста проблеми граѓаните, еве денеска и од угостителите можевме да слушнеме дека сите оние мерки што се најавуваат сепак не допираат директно до нив. Еве веќе петиот сет што го најавуваат мерки се уште не е испорачан и навистина има големи проблеми. Они бараат само едноставно власта да ги слушне. Затоа еве ние даваме целосна поддршка на гостителите, не само како пратеници, туку и како партија, да им се излезе во пресред. Се разбира, ова е голем удар и за човештвото, оваа пандемија насекаде ја има, но мора да има слух, бидејќи знаете колку вработени има, колку луѓе може да останат на улиците, но сепак пред се мора овие градови да живеат, овие угостители да имаат можност за работа. Затоа е добро не само ние како опозиција да се среќаваме со нив, но секако задоволство ние да го прошириме нивното мислење, она што ќе го кажат да го споделиме со вас, со граѓаните, со народот, но секако и власта да го чуе. Затоа ние ќе продолжиме на терен, ќе се гледаме со многу луѓе, денеска започнуваме тука во Куманово. Многу е важно кога нема избори да бидете на терен, иако има локални избори за неколку месеци од сега, но целата на овие наши средби е да се видиме со што повеќе луѓе. Да разговараме, а секако ние како пратеници утре да можеме и да предлагаме и законски мерки. Знаете дека собранието не функционира, одвај може да се собера да направат кворум. Потешкоти има на целата влада во работењето, гледате на секое поле имаме крах, дали во интеграција, дали во капитални проекти, дали во транспорт, дали во локална самоуправа, на секаде за жал е катастрофа, поготово во здравството. Затоа ние сите ќе искочиме на терен, веќе неколку тимови од ВМРО ДПМН излегуваат заедно со граѓаните, а се разбира сите овие проблеми утре да може да бидат можности за правење на една програма каде што навистина ќе им помогнеме на сите луѓе, но и тековно да ги решаваме колку што можеме од опозиција сите проблеми на луѓето тука во убаво Куманово, но насекаде во Македонија. Доколку имате прашања, повелете. Како коментирате состојбата во конкретно здравството со вакцинацијата, која што се уште не е започната кај нас? Многу добро прашање и благодарам на прашањето. Веќе не се знае кој каков одговор да даде од владата, па не само ние како обични граѓани или опозицијата. Знаете зашто? Секој ден имаат или изрека нешто да се извадат, или дека некој друг е крив, но никако да не погледнат самите во себе дека се криви за се ова што се случува. Во нормална држава сите требаше да дадат оставка за ова што ни се случува. Знаете кога имаше вонредна ситуација каде што имаше по 7-8 преснови дневно, каде што се фалија колку они помагаат, имаше многу малце заболени тој период, иако беше страшен и тој период, сега каде што е уште пострашно, они си играат со една многу важна работа, а тоа е вакцините. Зборам оние вакцини каде што цела влада треба да се ангажира да ги добиеме. Знаете колку има они билборди ставено дека Европската унија веднаш ќе ни понуди бесплатно здравство, дека наеднаш секи биде розево, но не е така. Знаете зашто не е така? Зашто некој треба да сработи. Оваа влада не работи. Ниту пак ги интересира дали вакцините ќе стигнат денес или утре. Важно е пиарот да работи нивни, да кажуваат на граѓаните што сработиле, но за жал ние сме последна земја во светот на, да кажам, во борбата против оваа пандемија, иако насекаде ја има. Кога ќе има вакцини не можам да ви одговорам, бидејќи знаете и сами требаше вчера да стигнат, фалиле документи, дали денес ќе стигнат, дали утре ќе стигнат, се уште нема одговор. И гледате колку е интересно како веднаш целата влада ја снема за одговор на овие прашања, инаку верувате една вакцина да стигнеше, насекаде ќе беа со пресови, со својот пиар и така натака. Јас ги замолувам од името на народот да почнат да работат, бидејќи ова се работи за јавното здравје на секој еден граѓанин. Да не си поигруваат со интелигенцијата на граѓаните, бидејќи за
Вакво прашање мора да се борите. Сите земји се борат. Гледате, соседството се бори за да обезбедат вакцини, а кај нас овие министри и оваа власт планираат само како да се збогатат, како да има корупција и затоа сме исто така рекордер во корупција во овој регион. Затоа уште еднаш кажувам, нека почнат да работат, бидејќи ова е најнеспособната влада, не само оваа последна во првите 100 дена, туку најнеспособната влада во историја на Република Македонија. Во оваа насока, дали очекувате одржување на предвремени парламентарни избори? Се разбира дека очекувам, но поважно е ние сите заедно да се сплотиме за да ги победиме заеднички. Тоа е најважната порака што треба ние да упатиме до сите граѓани. Оваа власт не функционира. Зашто велам така? Зашто во самата коалиција имаат еден куп дневни проблеми. Они не можат еден обичен кворум да закажат во собранието, каде што често пати сме обвинувани ние како опозиција дека не правиме кворум. Еве јавно ќе кажам, нема да ми правиме кворум, бидејќи вие не може да се составите. Зборам за владата, зборам за пратениците од собранието. Они не можат за основните закони да се соберат и да ги поминат. Да, неколку пати ние помагаме во законите за здравството и слично, не заради ВМРО-ДПМ, не за некоја друга партија, само заради граѓаните. Но ова гледаме дека не може да функционира. Гледате што се случува, каква корупција има во локалната самоуправа, колку има проблеми помеѓу коалиционите партнери, дури мислам дека кај да е и самите они меѓу себе ќе се раскараат, така што парламентарни вонредни избори мора да има. Мора да има, се разбира, наша обврска и задача е како тоа ние заедно со граѓаните да го кренеме на едно повисоко ниво и со овие локални избори да бараме, се разбира, и предвремени парламентарни избори. Ке може ли еден коментар за вчерашниот допис на министерот Маричи за употребата на македонски? Па добро е тој министер што мисли дека потпишал некој допис да излезе во јавност и да каже што сакал да каже, бидејќи она што го прочитавме е срамно. Мене никој нема да ми забрани, да го користам зборот Македонија. Ќе го користам постојано зборот Македонија, ќе го кажувам она што го чувствувам во срцето, а тоа е една земја за мене, тоа е Република Македонија. Дали тоа се однесувало за трговијата, дали за предпријатија или слично, кој е тој министер, кој е оваа влада да ни забрани да си го кажуваме она што ние се гордееме, а тоа е зборот Македонија. Ние ќе го говориме, но добра оваа влада што мисли дека е демократска, да излезе да го објасни на граѓаните. Ова е срамно и жалосно што го прават, но нема да им помине.